Крајот на месец април и почетокот на месец мај треба да започне сеитбата на ориз во Кочанскиот регион, но намалениот капацитет на брана Калиманци го отвора прашањето дали сеитбата ќе доцни. Дополнително, ако нема нови врнежи од дожд, можни се рестрикции со наводнувањето на нивите за ориз. Земјоделците од Кочанско велат дека трошоците се направени, површините подготвени, но не можат да ги посеат. За 10-15 дена треба да почне сеитбата. Никој не кажува што ќе се сее, што нема се. По сите мовети што кружат меѓу народот, дека се што е во потечението на реките нема да се сее ништо. Ќе се сее директно само од акумулираната вода, што е моментално во времето. Додека протечните води нема да сее. Како секоја година кога дојде до малку криза на вода, протечните води не ги зафаќаат, само сеат од каналската мрежа. Дека е интересот на одредени луѓе во водостопанство. И си го штитат личниот интерес. Не ја гледат општото добро за народот. Само нивниот личен интерес. Од планираните 4300 хектари за сеитба, моменталната исполнетост на акумулацијата Калиманци од околу 70 милиони метри кубни придонесува да се кратат околу 1500 хектари за наводнување. Земјоделците велат греот а оризот да не се посее на ниви на кои успевал со години. Имовите секој пат ориз сеја и без системот Брегалница што е. Секој пат ги користеа водите на река Брегалница и Оризавска река. За оризот не сакам да зборувам, овде се сее повеќе од 5 века се сее текам. Го сеале уште во времето на Савлиите, а ние таа традиција продолжуваме и денес. Ориз кој што е застапен и се знае дека го има насекаде, на секој пазар во целиот свет. Си имал можност да го сретнам на пазарите дури во Америка, Канада. Таму сум бил дека кога видам Кочанскиот ориз е на прво место и затоа жално е да овде не се посее оризот, да се горе по речкиот терен. Раководителот на Кочанската водостопанска подружница Брегалница Горан Чозашов вели дека очекуваат врнежи од дожд во наредниот период за да се исполни 100% планот. Доколку дојде до ситуација да се намалат 1500 хектари, тоа ќе биде секаде рамномерно, додава тој. Инаку, дали колкави површини во Кочанско годинава нема да се сеат со ориз, ќе се знае најверојатно до крајот на месецов, кога и официјално се очекува да започне пролетната сеитба на оризот.